Заедничко јавно предпријатие на Истокот и Североистокот ќе управува со регионалната депонија. Одлуката за негово формирање ја донесоа советите на сите општини, а преговорите околу деталите започнаа денес од Штип. И ставиме на маса сите прашања, односно опции околу начинот на управување на јавното предпријатие кое што ќе се формира и ќе стопанисува со отпадот во двата региони и од друг аспект евентуално кој ќе биде процентот на учество во тие управувачки тела и одбори. Правичната одлука е депонијата да биде лоцирана кај Светениколско Мечкуевци, но тамошните жители не се воодушевени од оваа идеја. Бараат гаранции дека ѓубрето нема да им ја уништи земјоделската екзистенција. Дополнително, Светениколци не сакаат сметот од целиот регион да им минува низ градот. Во текст и такви преговори уште со Министерството за животна средина се договоривме заедно со нив да одиме на терен, да ги прашаме граѓаните на еден потранспарентен начин, за разлика од минатото време што беше пред 2 години, кога е донесена одлука да биде централна депонија во Светениколе без да се праша локалното население. Овој пат одиме на транспарентност, отвореност кон тоа да се праша и локалното население. Со земјоделците убедувањата доправа следуваат, а проблемот со транспортот ќе се решава со изградба на обиколница. Се поминати сите одлуки на влада, се направени проекти веќе за таа мала корекција на патната инфраструктура во тој дел. Важно е да го слушаме гласот на граѓаните. Еве, општина Светениколе имаше своји сугестии и барања. Тоа го се слушна и во владата и веќе се обезбедени и средства и во текот на 2019 година ќе се работи доколку дојдеме до решение за изградба на оваа регионална депонија, ќе се работи и на исклучувањето со цел да не се влегува во градот со овие тешки возила кои што ќе се движат од двата региони. Подготовките за изградба на регионална депонија на Истокот и Североистокот траат уште од 2009 година. Истата треба да се гради во Светениколско, а попатно ќе бидат поставени неколку претоварни станици. За формирање на регионалните депонии на Македонија од Европската унија и се нудат неповратни средства во висина од над 35 милиони евра.